Скопскиот меѓународен саем Скомеса 78 се одржа од 3 до 8 октомври. По обем и квалитет, ова саемска манифестација годинава одскокнуваше од претходните. Општ беше впечатокот дека учесниците понудија поширок асортиман на нови и поквалитетни производи и машини од областа на земјоделството, тутунската индустрија и агрохемизацијата. Пожелувајќи им успех во работата на учесниците, директорот на Скопскиот саем Страте Арсовски се осврна на годинашниот 19-ти меѓународен саем на тутунни машини и 6-тиот агроиндустријски саем. На 30.000 квадратни метри изложбена површина, 400 домашни и странски излагачи ќе прикажат производствени, технолошки и технички достигнувања од областа на земјоделието и агроиндустријата. Стачност, офакајќи го земјоделството со сите негови производни сектори, преработувачката и агроиндустријата, во што многу значајно место зазима тутунот. Скопскиот меѓународен саем пружа сестрана информација за достигнување на ова изворедно значајна гранка на стопанството, размена на искуство и услови за трајна и сестрана деловна соработка. Меѓународниот Скопски саем го отвори подпредседателот на Сојузниот извршен совет Драгољуб Ставрев, кој во името на Сојузниот извршен совет ги поздрави присутните гости и стопанственици од нашата земја и странство. Југославија во повејниот период оствари висок напредок во производството на храна и во примената на најсовременна агротехника, која што во најголем дел е резултат на трудот на нашата наука и индустрија. Остварувајќи релативно поскромна стапка на растежот во однос на индустријата, просечно годишно 3,3%, земјоделското производство во 1977 година сепак е за 2,6 пати поголемо, а производството на човечка храна за преку 2 пати поголемо отколку во 1947 година. Со тоа, Југославија се доведе во редот на ретките земји во светот кои што во така кус период и при присутните осцилации оствари и на долг рок одржа висок степен на растеж на земјоделското производство. Врз таа основа се развија капацитетите на прехранбената индустрија, како и на индустријата која што произведува средства за потребите на земјоделството. Овие резултати, најзначајно да се истакне, ја потврдуваат ефикасноста на општествено-економската концепција на развојот од оваа област. Домашните и странски фирми на тутунската индустрија и на индивидуалните земјоделски производители, меѓу другото, им нудеа опрема за примарното производство и за индустриската обработка на тутунот. Посебен интерес привлекоја машините за расадување и нижење на тутун, без кои не може да се замисли напредно тутуно производство, како и кондиционери за ферментација на тутунот. Изобилство од земјоделски производи прикажа нашите најголеми земјоделско-индустријски комбинати и индивидуалните земјоделски производители. Нивна најважна карактеристика беше квалитетот и високите приноси од 1 хектар. Особено богат беше штандот на Републичката стручна служба за унапредување на индивидуалното земјоделство. Тој представуваше спектар од разновидни производи, црвени пиперки, грозје, ориз, волна, ореви, јаболка, шеќерна репа, се она што успеа во Македонија овде беше присутно. Овие квалитетни производи не останаа незабележани. 12 индивидуални производители за изложените експонати добија златни, сребрени и бронзени медали.
Награди за квалитетни производи беа доделени и на земјоделско-индустријските комбинати. Струмичкиот комбинат освои најмногу признанија, 2 златни медали и 4 сребрени. Забележително место на Скомеса 78 зазеде и механизацијата во земјоделството. Овде може да се видат многу новитети, како што се автоматски садачи на компир, прскалки, трактор каналокопач и многу други машини. Присутна беше и разновидна опрема за фарми. Одржувањето на Скопскиот меѓународен саем на домашните и иностранските стопанственици им овозможи да се запознат со нашите производни капацитети. Од друга страна, придонесува и за поускладена меѓурепубличка размена, планско и равномерно снабдување на домашните пазари со храна и зголемување на извозот. Селото Чашка, Тито Велешко, кој прерасна во типично урбанизирана населба во нашето денешно социјалистичко време, беше достоен домаќин на 21-иот републички надпревар на земјоделските работници, трактористи од Македонија. Одржувањето на ова манифестација се совпаѓа со сребрениот јубилеј на агрокомбинатот Лозаро Тито Велес, 25 годишно негово успешно постоење и работење. Механизацијата стана значаен фактор за зголемување на продуктивноста на трудот, а со тоа се поевтини и производството. Современите машини во општествениот и во индивидуалниот сектор доведоа до реоценерни пресврти како во структурата на производството, така и во приносите и во вкупната продукција. Тоа овозможи и бројот на тракторите од само 5 по војната денес да се зголеми на 14.100, од кои околу 11.200 трактори се во индивидуалниот сектор. Тракторските надпревари, кои традиционално најпрво се одржуваат во општинските центри, представуваат погодна демонстрација за прикажување на најсовремените машини во земјоделството, со кои управуваат техничари и трактористи од обата сектора. Учесниците, најмногу млади момчиња и девојки, ученици и трактористи од други возрасти, своите знаења и способности ги искажуваа во орање со двобразни и трибразни плугови, во прецизно возење на трактор со приколка, како и во теоретски познавања на земјоделските машини со кои секојдневно се дружат. Да ги споменеме и најуспешните екипи и поединци на годинашниот надпревар, на кој зедоа учество 100 трактористи. Првото место во конкуренција со тешки трактори го освои екипата на земјоделско-индустријскиот комбинат Куманово, чиј представник Стоилко Трендафиловиќ беше победник и во поединечна конкуренција со овие трактори. Со лесни трактори победи екипата на земјоделско-индустријскиот комбинат Пелагонија од Битола, а членот на оваа екипа, Никола Јаневски, беше прв во поединечна конкуренција. Кире Георгиевски од село Логоварди Битолско и оваа година доминираше со лесен трактор во конкуренција на надпреварувачи од индивидуалниот сектор.
Младата екипа од Струмица беше најуспешна, а членот на оваа екипа Митко Трајков најдобар во поединечна конкуренција. Сточниот фонд во Македонија во последниве неколку години е во постојано опаѓање. Само во Скопското подречје, кое располага со погодни услови за сточарење, во последните 10 години тој е смален за околу 72%. Од 135.000 овци во 1968 година, денес на скопските пасишта се напасуваат само 46.000 овци. Со цел да се подобри ова неповолна состојба, а посебно да се измени из големи расниот состав на крави и овци, Земјоделска станица и стручната служба за унапредување на индивидуалното земјоделство од Скопје во селото Трубарево во првите денови на овој месец организира сточарска смотра. Во прв ред на овие организации, а и на некои други што работат на проблематиката на сточарството, една убава и корисна традиција повторно заживеа, зашто се чинеше дека паузата од четвртата последна смотра што се одржа пред точно 21 година беше сигнал за одумирање на оваа манифестација. Незиното повторно појавување меѓутоа ги зарадува не само сточарите кои немаја можност на тој начин да ја искажат својата работа во оваа гранка, туку и за стручњаците чии совети и препораки ќе најдат место меѓу заинтересираните производители. На петата сточарска смотра во Трубарево учествуваа околу 70 излагачи со околу 110 грла на говеда и јуници, главно од фризиската, монтафонската и сименталската раса, а беа присутни и голем број мелези. Овчарите, околу 20 учесници, се представија со 260 овци и тоа од расите овчеполска, шарпланинска и аваси. Од продуктивноста на кравите и овците што беа изложени од производителите од 26 скопски села, стручњаците може да бидат задоволни само од одделни грла. И покрај систематското прилагање кон унапредувањето на расниот состав на говедарството и овчарството, во одделни места се уште се присутни непродуктивните раси. Од тука произлегува констатацијата дека во овие региони треба да се води организирана акција за воведување на попродуктивни и помлечни раси на крави и овци. Тоа значи и синхронизирана соработка меѓу производителите и земјоделските организации, стопанствата и институции кои широко се отворени за да помогнат. Значајно е да се одбележи и фактот дека меѓу овие сточари што соработуваат со научни институции и земјоделски организации и со нивните сточарски стручњаци, главно се наоѓаат и најдобрите производители на млеко и месо. Тие се редовни шампиони на сточарските смотри и изложби. Токму така беше и на петата сточарска смотра во Трубарево, која и овај пат за повеќе напредни сточари беше можност да се здобијат со некои нови совети и искуства што ќе ги применат во натамошното одгледување на крави и овци, односно во производството на месо и млеко, производи кои се неопходни за исхраната на човекот. Со освеченото дефиле на 68 екипи и 800 натпреварувачи низ улиците на Тетово беше означен почетокот на втората републичка смотра на спортско-рекреативните игри за населението насило од нашата република.
Гледачот имаше прилика да види импозантна слика на свеченото отварање, кога спортистите и рекреативците од сите краишта на Македонија ги поздравија представници од градот домаќин, кога се интонираше државната химна, а на јарболот се издигаше знамето на игрите, кој за отворени ги прогласи Злате Билјановски, председател на Партизан на Македонија. Спортско-рекреативниот центар во Тетово како да беше преплавен од разновидни бои и одбранови на младоста. Насекаде се надпреваруваа, надмудруваа младите и они постарите, за да се освои по некое прво место, што и не беше најважното за овие игри. Се скокаше од место, се фрлаше камен од рамо, бомба во цел, топка во кош, се трчаше, стрелаше, се играше мал фудбал, одбојка. Народното борање и надвлекувањето со јаже и овој пат беа најатрактивни и привлекува најголем интерес кај присутните. А мора да признаеме дека постоеше опасност овие благородни дисциплини да бидат заборавени. За нивно повторно заживување придонесоа првите игри во Стар Дојран, а еве со несмалено темпо се играат и овде во Тетово. Тие треба да се присутни во секое село, бидејќи се од големо значење за подобрување на здравствената, физичката и работната способност на човекот земјоделец, за човекот што работи и живее на село. Спортската рекреација е и од особено значење за подобрување на одбранбената моќ на нашата земја. Од нашето село на овие игри има 10 учесника кои се такмичат во првата дисциплина, а инаку од целата наша општина има 40 учесника кои се од другите села. Населението на село ја почувствува потребата и користа од спортската рекреација и физичкото воспитување и само иницијативно почна да формира друштва Партизан во своите населени места, преку кои ги усмерува и задоволува потребите од спорт и рекреација. Особено е важно тоа што дисциплините од спортската рекреација не бараат скапи објекти и големи средства. Прифаќајќи акцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија и Сојузот на физичката култура на Македонија и друштвото Партизан, населението на село масовно се вклучи во негувањето на веќе заборавените народни игри. Една од поактивните општини во вклучувањето на населението во систематско телесно воспитување и побрз развој на физичката култура секако е општината Свети Николе. На територијата на оваа општина се одржаа 4 регионални смотри на спортско-рекреативни игри со учество на повеќе од 700 надпреварувачи. Од ваша општина колку учесници има на годинашните игри во Тетово и во кои дисциплини учествуваат? Околу 60 учесници и тоа настапуваат во одбојка, фрлање топче во цел, одење по обла греда, скок од место, трчање на 60 метри и друго. Што значат за вас овие игри, оваа рекреација? Оваа рекреација за нас значи како една разонуда за насело. И во Стар Дојран и на општинските смотри, а и овде во Тетово, за поздравување учеството на селската жена. Се карактеризира со масовност, учествуваат 21 општина на овие смотри, потоа со прихваќањето и идејата за спортско-рекреативната активност на село, која од ден на ден станува све помасово и можем да речем дека во 1/3 од селата во Социјалистичка Република Македонија веќе оваа работа е катодневна активност. Драги гледачи, емисијата по 100 пат ја започнавме со мелодијата Планино моја Рудино.
а ја завршуваме со изворната народна песна, по 100 пат исто така, Перунико, љубава девојко.